Православна црква ја прославува великомаченицата Варвара, која пострадала во 306 година од раката на својот татко. Имајќи ја Варвара како единствена ќерка, таа била многу убава, но и обдарена со многу мудрости. Сакајќи незината убавина да ја заштити, тој созидал кула, дал слугинки и идоли да се поклонува, направил бања во незината кула и отворил два прозори. Кога Варвара гледала низ прозорите, гледајќи го светот дење, а навечер звезденото небо, со Божја промисла умот се отворил и таа почувствувала дека овие идоли што татко ги ставил да се поклонува не се вистински. Еден ден кога татко се оддалечил од градот, таа излегла се симнала од кулата, отишла во градот и сретнала со Божја промисла некои жени христијанки кои ја објасниле верата Христова. Светата Варвара, исполнета со пламена љубов кон Бога, се вратила во кулата, каде што наредила да се отвори уште еден прозорец, да бидат три, имајќи го значението на Света Тројца. Со прстот врежала крст над зидот, а од тој крст се врежал во каменот како да ја со железо кован. Од незините стапки извирала вода која многу луѓе излекувала. Кога татко и се вратил и разбрал за незината христолюбива вера, ја дал на жестоко мачење кај маченикот Мартијан. Дури тој жестоко ја гонел, па така Варвара, бегајќи од незиниот татко, дошла до една карпа која се отворила и ја сокрила младата Варвара. По известно време, кога излегла од пештерата, татко и продолжил да ја прогонува, ја фатил и ја дал на жестоки маки. Маченикот Мартијан, мачејќи ја неа, ја фрлил во затвор и тогаш и се јавил сам Господ Исус Христос со светите архангели и исцелиле. Во тоа време некоја жена Јулијана, која го видела сето тоа, и таа посакала да настрада маченички ради Христа и ја исповедала верата. Маркијан и Диоскор, утредента која виделе Варвара исцелена, продолжиле со жестоките маки и така незиниот татко ја обезглавил, а Јулијана пак била обезглавена од мачителите, од војниците. После сето ова удрил гром во куќата на Диоскор, па така и тој починал заедно со мачителот Маркијан. Моштите на Света Варвара се чуваат во Киев и ден денес таа прави безброј чудеса и се јавува на луѓето, некогаш и сама, но некогаш и во присуство на Пресвета Богородица.